На светот секојдневно се пријавуваат патенти кои можат да бидат функционални, но и бизарни. Еден таков е чадорот за автомобили кој треба да ги штити нашите миленици на 4 тркала од атмосферските влијанија. Астон Мартин го најавува новиот Vantage. Ford Fiesta доби уште 2 верзии, а Mazda го обнови коњот за работа, пикапот BT50. Ки ги споделиме искуствата со субвенциите за електрични возила од Хрватска. Го тестиравме Audi A5. Мислам дека ви дадов доволно аргументи да останете со нас во следните 30 минути. На самиот почеток следуваат кратките вести. Македонија нема море, а железница исто како да нема, така што целокупниот увоз и извоз се одвива на тркало. Економијата на земјата зависи од возниот парк што го поседуваат нашите транспортери. Заради тоа, при изборот на нов камион, примарен нивни критериум е довербата. Токму таа беше тема на промотивната забава што ја организираше МАК Аутостар, официјалниот застапник на Мерцедес за Македонија. Главен протагонист беше докажаниот Actros, кој, иако не е најнов, успешно се носи со конкуренцијата. Главен адут секако му е довербата што купувачите ја имаат во него. Таа секогаш е во фокусот на работењето на Мерцедес, за што сведочеа изборовите на директорот на товарната програма на МАК Аутостар Михајло Зографски. Во своето кратко излагање тој истакна дека довербата лежи во срцето на силната врска која години наназад се воспоставува со клиентите. Како нивни вистински партнер, оваа наша компанија им нуди нова атрактивна лизинг понуда за Actros со 2 опции: учество од само 10.000 евра или со каматна стапка од 2,99%. Довербата се стекнува тешко, а уште потешко се одржува. И овој потек на МАК Аутостар е во таа насока да им се овозможи на нашите транспортери да набават докажани камиони по поволни и исплатливи услови. Наредниот чекор е да се стекне доверба во јавниот градски превоз, каде пробно веќе циркулира автобус од оваа марка со погон на метан. Знаејќи колку ваквите возила ќе придонесат за намалување на загадувањето на воздухот што го дишеме, се надеваме дека тоа брзо ќе се случи. Променливите временски услови не ги спречија пријателите на марката да дојдат и да го поздрават годинешниот носител на титулата Автомобил на годината во Македонија. Со 3 гласа од националното жири, Dacia Duster неа ја освои во остра конкуренција на уште 9 финалисти. Согласно правилникот за работа и критериумите на изборот, Автомобилот на годината во Македонија се бира меѓу новите модели пристигнати на нашиот пазар помеѓу 2 избора. Во чест на доаѓенот на македонското автомобилско новинарство, основачот и прв негов председател, жирито реши од оваа година да воведе и признание Томислав Билјарац. Честа прв да ја добие оваа награда, која ќе се доделува за посебни придонеси и резултати во автомобилската индустрија, ја имаше Владо Воиновски од Euroimpex. Text Eva. I miss you. Send. She called me up late last night, 3:15. Ви ја представуваме целосно новата Ford Fiesta. Веќе од 109 евра месечна рата. Доживејте го хоризонтот како појдовна точка. Искористете ја секоја пречка за поголем залет. И продолжете, каде што другите застануваат.
Нова SUV гама на Peugeot. Далеку пред сите. Едноставно до нов автомобил. Со Шпарка се лизинг. Човек во темнина го обликува светот пред себе. Студ претворен во топлина, горчина во сладко. Создавање нешто од ништо. Едноставна убавина претворена во нескротлив звер. И токму во оваа спротивност лежи безпрекорниот вкус. Mercedes-Benz, the best or nothing. Кога не си веќе дете, или кога твоето дете ќе тргне по својот пат. Тоа е времето кога можеш да живееш како што сакаш. Тоа е времето кога можеш да ја слушаш твојата музика гласно. Или да експериментираш со себе. Без да се плашиш, да се изволкаш. Време е да живееш по своите правила. Новото Kia Rio. Твое време, твои правила. Популарната Фиеста 4 децении е присутна на пазарот. Позната по спортските изведби, таа секогаш била во фокусот на вниманието на купувачите кои сакаат ракета во компактни димензии. Од друга страна пак, таа истата Фиеста е популарно флотно возило поради комерцијалната верзија. Може би е неконвенционално да се лансираат спортска и доставна верзија заедно, но сигурно е дека и двете ќе предизвикаат бура во своите кругови. Година дена по лансирањето, Форд ја дополни гамата на Фиеста со две нови верзии. Првата беше најавена и ќе биде интересна за сите оние на кои низ вените им тече бензин. Погодувате, се работи за спортската ST изведба, чиј турбомотор сега има 3 цилиндри и 1,5 литри. Иако помал располага со истите 200 коњи кои чуда прават во каросеријата тешка 1200 килограми. Низ бројки изразено тоа значи забрзување до 100 за 6,5 секунди и максимални 232 км на час. Покрај електрониката за контрола на перформансите и за безбедноста се грижат механичкиот самоблокирачки диференцијал, покрутите стабилизатори и големите дискови на сопирачките. За кревање на адреналинот, Fiesta ST е опремена со лаунч контрол и активен издувен систем кој создава уникатен звук. Мислено и на економичноста, така што располага со систем за деактивирање на еден цилиндар при мали оптоварувања. Купувачите ќе бираат помеѓу верзиите со 3 и 5 врати по цени од 22 до 26.000 евра. Новата доставна верзија на Фиеста ќе ги израдува оние кои автомобилот им треба за работа. Представена е на салонот на комерцијални возила во Бирмингем и во продажба ќе се најде на есен на сите европски пазари. Располага со товарен простор од околу 1 кубен метар, а носивоста и изнесува 500 килограми. На купувачите на располагање ќе им биде со 2 бензински и 2 дизел мотори со моќност од 85 до 125 конски сили. Иако е во прашање комерцијално возило, Ford Fiesta Van може да се нарача со бројни системи за асистенција, но и да се разубави со 18-инчни алуминиумски тркала.
Во Европа скоро заборавен единствениот пикап на Mazda го доби својот редовен фейслифтинг. Овој модел механички е идентичен со Ford Ranger и се произведува во нивната заедничка фабрика во Тајланд. Но затоа дизајнерски сосема е различен и однадвор на двата модела исти им се само стаклата и покривот. И додека Ranger се повеќе го освојува светот, по некоја случајност Mazda BT50 ја задржа популарноста само во земјите каде се вози од левата страна. Една таква е и Австралија, каде всушност е и развиен. Mazda го прилагоди посебно за овој пазар, нудејќи го во верзии кои одговараат на потребите на тамошните купувачи. Меѓу нив е и камионската изведба која може да прими и различни надградби. Остатокот од каросеријата не се многу разликува од досегашниот модел. Предната маска е ревидирана, браниците сменети, а нов дизајн добија и неколку стилски детали. Внатрешноста е унапредена со неизоставните конективни системи, а опременоста дополнета со безбедностни асистенти. Моторната понуда е идентична како и кај Ford Ranger. Основниот 2,2 литарски дизел развива 130 или 160 конски сили, а на располагање и помоќниот 3,2 литарски мотор со 197 коњи. Таму каде бензинот владее, Mazda BT50 ќе биде понудена со 2,5 литарски агрегат со 166 конски сили. Погонот може да биде на задните или сите тркала преку 6-степена мануелна и автоматска трансмисија. Овој модел на Mazda не се продава ниту во Јапонија. Астон Мартин повторно ја загрева јавноста. Овој пат за тоа беше доволно само подсетување дека се ближи моментот кога првите примероци на Vantage ќе бидат испорачани на своите сопственици. Сигурни сме дека тие со нетрпение ги очекуваат, бидејќи овој мускулен спортист едноставно остава без многу зборови. Каросеријата со витка силуета, истакнати облини и перфектно обработени детали е поставена на алуминиумска структура. Во долгиот и ниско спуштен преден дел е сместен 4-литарскиот V8 мотор од AMG со 510 конски сили. Засега е спарен со 8-степен автоматски менувач од ZF, а подоцна ќе биде понуден и со мануелна трансмисија. Од Астон Мартин напоменуваат дека агрегатот е поставен исклучително ниско заради постигнување идеален 50:50 распоред на тежината. Забрзувањето до стотка трае 3,6 секунди, додека максималната брзина е 313 км на час. Возачите ќе можат да бираат помеѓу 3 режими на работа, а внатрешноста некако сугестивно подсетува на Mercedes AMG GT. Управувачот сепак е оној истиот со чуден облик познат од другите модели на Астон Мартин. Цената му изнесува 120.000 фунти, а производството е распродадено за цела година однапред. Најавата за субвенции за еколошки возила ги мобилизира хрватите, а го возбуди целиот Балкан. Хрватската влада по само 30 часа ги истроши предвидените 1,6 милиони евра за субвенционирање на електрични и хибридни возила. Ова е позитивен пример, чиј модел можеби треба да го применат останатите земји од регионот. Во следниот прилог ќе ве запознаеме со моделот на субвенции во Лепа наша. И покрај сите недостатоци и недовербата во новите технологии, купувачите на секаде низ светот покажуваат огромен интерес за електричните возила. Најновиот доказ за тоа ни доаѓа од Хрватска, каде субвенциите за екоавтомобили пламнаа за само 1,5 ден.
Имено хрватската влада одвои 1,6 милиони евра како поддршка на своите граѓани за купување екоавтомобили, но мораше после само 30 часа да го затвори јавниот повик за нив. За тој краток период пристигнаа повеќе од 1000 барања, чија вкупна сума го надминува предвидениот фонд. Оние што на време реагираа може да се надеваат на субвенции до 40% од вредноста на електричниот автомобил што сакаат да го купат или најмногу до 10.800 евра. За плагин хибридите ќе се добијат половина од таа сума, но само ако имаат емисија на јаглерод диоксид помала од 50 грама на километар. Субвенции можеат да добијат и за електрични скутери, моторцикли и квадрицикли, за кои следуваат по 2700 евра, како и за електрични велосипеди во висина од 700 евра. Во наредните недели се очекува уште една тура државни субвенции за ековозила наменета за правните лица, приватните компании и јавниот сектор. Во Хрватска во моментов функционираат околу 230 полначи за електричните возила. Сите ја сакаме пролета, но таа понекогаш знае да не излуди со своите променливи временски услови, како сега на пример. На маки се излетниците, но и сите собственици на автомобили, бидејќи по правило дождот ќе падне веднаш откако ќе го измиете вашиот миленик на 4 тркала. Во контекст на приказнава е и веста за производот на компанијата Lawnmodo, кој е првиот во светот чадор за автомобили. Мислевме дека се сме виделе, но вакво нешто навистина не сме ни помислувале дека има. Сепак едно е сосема сигурно, дека го олесни животот на сите возачи. Идејата е едноставна. Специјално платно, растегнато како голем чадор, го покрива автомобилот, штитејќи го од сонце, дожд или град, но и од други нешта што може да паднат на него и да го оштетат. Структурата му е од фиберглас, а големината му е универзална. Се поставува лесно и воопшто не го оштетува лакот на автомобилот. Издржува ветер со брзина до 50 км на час, а според кинеската компанија ја намалува температурата во автомобилот за цели 36 степени Целзиусови. Иако сето ова е доволна причина да размислите за негова набавка, иноваторите на Lawnmodo имаат отидено малку подалеку. Постои изведба со далечинско отворање за што требаат само 8 секунди. Батеријата што го напојува електромоторот се полни 3 часа, а трае 45 дена. Плюс на се, бидејќи замислене да послужи и како тенда или шатор за заштита на луѓето, опремене и со LED светла и USB конектор. Во зависност од изведбата, цената му изнесува од $240 до $500, а испораката е бесплатна низ целиот свет. Во своето богато портфолио Audi има два модели кои се купеа со 5 врати, односно, како што ги нарекува производителот, Sportback. Денеска го возиме Audi A5, кој доживеа темелен редизајн и се смета како нов модел неодамна. Го имаме моделот со 2-литрен TDI мотор од 190 коњски сили, впарен со 7-степен DSG менувач. Но пред да се посветиме на возењето на ова купе, да видиме што е направено со дизајнот. Во принцип, сменети се детално светлата и маската на ладилникот. Она што е добро е задржано кај Audi A5. И тоа многу ми се свигало секогаш. А тоа се прозорите кои немаат рамка, ниту на предната врата, ниту на задната врата. Audi со ова кажува дека во голема мерка се посветува на спортскиот изглед, но и на перформансите. Иако има изразено ниска и купеовска линија, Audi A5
A5 е направен да има и практичност на хеджбек. Па затоа погледнете го само гепекот, колку има простор и колку е лесен да се достигне секој дел од багажниот простор. Мора да се даде до знаење дека и светлосните групи, односно стоп светлата се направени да оваа каросерија има елегантен и динамичен изглед дури и кога е паркирана. Тоа беше првиот впечаток за дизајнот и опременоста на Audi A5. Ја веднаш ја гледам првата пречка за секојдневно користење, се разбира од мој аспект на работите. Бидејќи е многу ниска каросеријата, малку е потешко да се влезе во неа, барем за мене. Но, кога ќе се спуштам на возачкото седиште, тогаш немам никакви проблеми и пред мене ја чувствувам и ја гледам севкупната гостопримливост на внатрешноста на каросеријата на Audi. Едноставно, во погледот се е на своето место, па дури и спортско димензионираните седишта ги чувствувам како удобни и едва и чекам да видам што може Audi A5 да ми понуди од аспект на динамичноста. Audi во сите своји модели обрнува огромно внимание на возните својства, а во оваа купе каросерија со 5 врати тие се императив. Пред се, комодитетот во кабината е повеќе од евидентен, а место има за 4 патници и тоа во најдобро можно ниво. Кога зборувам за возните својства на A5, тогаш морам да истакнам дека, иако има 5 врати, оваа каросерија е извонредно маневрабилна и се чувствува дека можете да ја возите во каков сакате режим. Бидејќи инженерите на Audi вложија многу труд да A5 се приближи на поголемиот A7. Во опремата и имаме можност за дотерување на начинот на возење. Во комфор модот на вистина A5-ката се однесува како лимузина, но кога ќе се префрлите во динамичен мод на возење, тогаш на сила стапува спортскиот начин, не само на подпирање, туку и на управување. Популарната комбинација на TDI мотор 2-литрена со 190 конски сили и 7-степен S-Tronic менувач е повеќе од благодетна, бидејќи можете да го isцедите максимумот од моторот. Јас во тек на возењето забележав максимална брзина од 240 км на час, а просечната потрошувачка во распон од 650 км колку ја возев A5-ката ми беше 7,3 литри, зашто јас сум многу задоволен. Но да позборуваме малку за интериерот. Во новата A5 интериерот е сменет и одскака од оној типичен на Audi. Тоа не се однесува на инструмент таблата и малиот дисплеј на кого се испишуваат вредностите на борд компјутерот, туку зборувам за централната конзола. На неа имаме монитор, односно
TFT екран кој за жал веќе не може да се вовлече во внатрешноста. Во внатрешноста се употребени квалитетни материјали. Насекаде има гумирана пластика, само на одредени мали делови во пластичните површини може да се најде груба и тврда пластика. Што се однесува до опременоста е богата, но мене ме зачудува една работа, а тоа е дека во претходната генерација на Audi A5 мислам дека во влезното ниво на опременост имаше алкантара. Сега е тоа сменето и отидено на еден степен подолу, бидејќи во внатрешноста седиштата се пресвлечени со текстил. Тоа е негативно, бидејќи овој тестираниот модел чини 57.000 евра, а за таа цена очекував да има барем алкантара кожа, но и да има греење на седиштата, како и навигација. Овие работи што ги напоменав, за жал, не се содржани во опременоста на А5. Но, возните својства се супериорни. Јас уживам во секој километар поминат со овој автомобил, а го возев на разни патишта. Она што сакам да го истакнам е дека во внатрешноста не само што е добра изолацијата, туку и се чувствува една робусност типична за Audi. Не можете да чуете никаков звук на крцкање или на зголемени вибрации. Едноставно се стои на своето место и го пружа она вистинско чувство кое е очекувано од германските автомобили. Динамичноста е одлична и во секој момент можете да господарите со автомобилот и се разбира да го насочувате каде сакате. Контактот со подлогата е одличен. Каросеријата има купеовска форма. Мене ми беше тешко да влезам во неа и да излезам поради ниската контура и ниското растојание од лото. Мислев дека поради купеовската форма на задните седишта нема доволно простор, но тоа беше само една предрасуда. Напротив, на задната клупа има доволно простор за 20 патници во сите смерови. И на крај, што може да се каже за Audi A5? Ова модерно купе е вистинска дефиниција за сите купеа, особено оние со 5 врати, бидејќи покрај нагласеното спортско чувство во внатрешноста дава комфор и удобност која треба да биде пример за сите производители на овие возила. Проблемот што цените на овие возила отидоа многу нагоре е друго прашање, но задоволството кое го добивате во возењето е многустрано, пред се поради возните својства, а исто така и поради економичноста. 57.000 евра се многу блиску до цената на поголемата лимузина Audi A6, но таа има сосема поинаква филозофија на возење и на користење. Овој автомобил, Audi A5, ќе ви овозможи да ја почувствувате младоста повторно.